Денес правиме полнети лепчиња. Останете до крај на ова видео. Најпрво започнуваме со тестото. Во длабок сад ставаме 500 грама брашно, 1 лажица сол, 4 грама сув квасец кој претходно е измешан со 1 лажичка шеќер и малку вода и оставен да кисне. Потоа додаваме 60 мл масло и постепено додаваме млака вода и го мешаме тестото. Мешаме се додека не добиеме мазно и убаво тесто. Кога ќе добиеме мазно и убаво тесто, убаво измесено, од прилика 10 на 15 минути го месете, оформете топче убаво и оставете да кисне околу по 30 минути до 1 час на собна температура. Додека тоа кисне, ние го спремаме полнежот, 1 главица коромит ситно исецкана, 1 домат исто така исецкан на коцки, поситни, 2 моркова ги рендаме, 200 грама кашкавал рендаме и во други длабоки садови додаваме 300 грама пченка и 300 грама шампиньони маринирани. На загреана тава додаваме масло и ги додаваме кромидот внатре, малку да се пропрже, многу малку, минимално, и го додаваме одма морковот. Кога малку ќе почне да омекнуваат морковот и кромидот, го додаваме и доматот. И оставаме да се пржи околу 5-6 минути. Следно ги додаваме шампиньоните и го додаваме меленото месо. Мелено месо 500 грама, чисто месо. Убаво измешајте, раздробете го месото за да не се направат големи грудки. Додадете зачин по желба, јас додавам црн бибер, медитерански зачин со билки, црвена пипер, буковет. Сето тоа измешајте убаво. Едно 10 минутки убаво го пржите. И за крај додадете ја пченката. Убаво измешајте, оставете уште 5 минутки да се испрже и тргнете на страна. Кога ќе биде готово месото, полнежот, ги спремаме лепчињата. Значи од смесата, од тестото правиме топченца, некоја средна големина, не мора да се многу мали или големи. Потоа со малку брашненце ги расукуваме, формирајќи круг. Тено круг. Да не е многу дебел кругот, краевите на кругот ќе внимавате да не се дебели. Ако се дебели ќе бидат живи, нема да се испечат. Потоа во средината додадете од полнежот, од нашата смеса за полнење, додадете малку кашкавал и поклопете. Едното крајче, па другото крајче, па третото крајче, четвртото. Само ви давам пример, нели? Во тркалезна тава додадете масло и премачкајте со масло убаво и од страните и на подлогата доле и редете ги нашите лепчиња. Истата постапка повторете ја со сите топчиња. Од прилика треба да испаднат околу 9 топчиња, 9 лепчиња
Смесата е сосема точна и доволна за да стигне за сите 9 лепчиња. Ја повторувате истата постапка со сите лепчиња, откако ќе повторите целата постапка, изматете едно јајце, премачкајте ги лепчињата, ставете малку сусам и ставете во рерна на 200 степени околу 30 минути, убаво да се испечат и потоа послужете се. Се надевам дека ова видео ви се допадна, доколку ви се допадна, обавезно го лајкнете, шерајте, а за оние кои не се претплатиле на мојот YouTube канал, претплатете се и следете ги моите сите нови рецепти. На здравие! Чао!